Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Многу парови со години бијат битка да се реализираат како родители, што може да исцрпи физички, психички, но и финансиски. Посвојувањето како еден исто така комплексен пат до дете може да ги реализира потребите на родителите за родителство, но исто така и на детето да му овозможи да добие потребната љубов и родители полни со емоции. За посвојувањето како пат до родителството денеска зборуваме со Радмила Живановиќ, психолог во психотерапика и мајка на 2 посвоени деца. Радмила, добар ден и добре ни дојде во Телма. Во 0+ месеци на телевизија Телма. Добро ве најдов, баш ми е мило што еве се наоѓаме во едно ново руво, ама со веќе препознатлива енергија на емисијава и ти благодарам на поканата. Знаеш дека јас секогаш сум расположена да разговарам на оваа тема, затоа што некако е моја животна тема и животна определба моја и на мојот партнер. Така, вие заедно со вашиот партнер сте една од многуте двојки што се случила со стерилитет, кои што минале ни со ние тешки, мачни, исцрпувачки вложувања, па потоа неуспеси во патот да се добие биолошко дете. Во кој момент одлучивте дека е доста и дека постои друг начин да се биде родител? Искрено да ви кажам, тој пат е многу, како да кажам, ве влече целосно, ве абсорбира целосно, не дозволува да излезете како некој магепсан круг. Така и ние го почувствувавме. Мора да признам дека дојде моментот кога веќе и очејот имаше некоја доста, некој стоп, во кој што јас на вистина не може веќе да го користам моето тело за секакви, според мене, значи експерименти хемиски за да јас еве дојдам до тоа или да го реализирам тоа долго посекувано родителство, затоа што веќе гледав дека се строшува моето тело, дека нашиот однос веќе не знае каде тера, каде води, затоа што колку и да бевме ментално и психички силни, тоа и како зима данок во однос на партнерството и во однос на реализација на двајцата партнери. И во моментот кога веројатно жената е таа која што најверојатно одлучува за многу работи во семејството, во моментот кога јас реков доста е веќе, веројатно има и други опции кои што можеме да погледнеме, тоа беше клучниот момент. И во тоа мојот партнер само рече: "О, фала Богу, ти дојде памет." Во смисла, но мора да признам дека имам на вистина прекрасен партнер. Тоа е една од моите најголеми животни богатства, заради тоа што мажите се се согласуваат и двајцата партнери истовремено дека нема да станат биолошки родители. Така е, мислам многу е битно да постои согласност и кај двајцата партнери дека еве ние тргаме на тој пат да посвоиме дете и се повеќе и повеќе гледам дека и се трга таа стигма околу тоа дека и мажите еве отворено зборуваат за тоа дека сакаат да имаат деца со своите партнерки и тоа да биде дете кое што ќе го посвојат секоја чест, затоа што наеме дека жениве многу пати ги имам слушнато дека ќе бидат родител, не мора да биде нивно биолошко дете, а дека уствари кај машките партнери тоа е многу битно ради некое, стереотипно размислување дека еве треба да се продолжи лозата или дека треба да биде исклучително мое дете или дека не знам. Искрено да ви кажам, после толку хормонски третмани и после толку, како да ви кажам, поминати години, ние бевме во години кога искрено и да го родев моето дете, нели, ова за муабетиве дека нели од каде знаеш што ти носи детето и што ќе ти донесе како болест. Јас не бев физички здрава веќе за да можам да очекувам дека ќе имам здраво потомство и психички бев толку стабилна да не знаев нели како јас ќе се поставам во таа улога. И посвојувањето ствари се бидна джекпот за нас, заради тоа што веднаш дојде. Уствари кога ќе се тргнеш од некое место каде што со сила удираш, нели, и кога ќе видиш дека не е тоа твоето место, кога само ќе се свртиш на друга страна, ќе видиш леснување некое.
не знам, не можам да ви опишам кој леснување беше тоа и веќе одлуката, изборот и првото посвојување дојде многу брзо. И ние го посвоивме. Колку време по одлуката? Па да ви кажам, прво престои еден процес на проценка и евалуација на парот. После 6 месеци парот влегува во регистар на посвоители. Тогаш го воведоа електронското следење на паровите и одлуката се централизираше преку Комисија за посвојување во Министерство за труд и социјала и они потоа одлучуваа како и кое дете ќе биде доделено на кое семејство, на кој пар. Така да ние не знам, не сум сигурна 10 месеци или година дена помина, баш се сеќавам дека се сетиравме со сопругот, ајде, дека помина 2 години, па после ќе ги активираме, нели, оние моменти на што се случува, зошто не добиваме дете, некако опуштено си седевме, лежарно, сакавме да видиме што ќе се случи и навистина, исто како јас, нели, да сум го родила тоа дете. 9 месеци. Да. Сакавте ли да знаете кои се биолошките родители на детето што го посвојувате? Сметате ли дека таа информација е предност или пак товар? Значи, имавме прекрасен тим за посвојување и голема благодарност до нив заради тоа што многу беа отворени, разговара за секакви прашања, затоа ги поттикнувам родителите кои што се во посвојување да ги прашуваат луѓето од тимот за посвојување и да комуницираат и разговараат со нив. Мора да ви кажам дека добивате основна информација без повеќе информации за каква е позадината од каде што на семејството, на ситуацијата од каде што доаѓа детето кое што сте го посвоиле. Тие документи не ви ги даваат на располагање, само ви ги читаат како информација. За жал, немаме ние систем за отворено посвојување или посвојување во кое што нели ќе можеме да се видиме со луѓето кои што го даваат детето на посвојување. Тоа представува проблеми понатаму затоа што не се инкорпорирани промените на европската легислатива за добивање на информација во однос на сопственото потекло, нешто што е многу битно за посвоените деца. И сметам искрено дека можат да се најдат начин или систем некаков кој што ќе може да го регулира тој сообраќај во однос на информации, во однос на чувство на сигурност, безбедност и евентуално потреби кои што се активираат во текот на посвојувањето кај семејствата што посвоили и кај децата. Искрено да ви кажам, ја слушав приказната и на мајката кога го посвојував моето дете. Многу ми беше тешко за таа мајка која што морала да го даде своето дете. Сметам дека тоа никогаш не е лесна одлука и сакам да го одржам тој момент и кога разговарам со моето дете, дека не е тоа дека некој само ги оставил без никаква грижа, љубов, разбирање, дека сепак некој тешко е донел таа одлука и дека не секогаш сме во можност да донесеме одлуки кои што нели ќе бидат правилни за нас. Длабоко интимно верувам дека таа мајка посакувала да бидат ситуацијата поинаку, но дека еве со голема љубов дала можност на некои други луѓе, партнери да бидат родители и да го израснат тоа дете. Имаше ли работи кои што ви беа важни при посвојувањето, например возраста на детето, етничката припадност, здравствената состојба? Имаше ли нешто што не би можеле да прифатите? Значи, многу е битно кога пристапуваме кон посвојувањето, она што ми покажува и моето искуство и нашето искуство е да зборуваме со партнерот кои се нашите ограничувања. Значи, што е она што ние сме способни, спремни во овој момент од животот да прифатиме, а што е она што не сме способни, спремни да прифатиме. Сега мора да признам дека тука најчесто под знак прашање за мене, за нас дојде здравствената состојба на детето и дека во тој период, например, на посвојување, ние сакавме мало дете, значи дете кое што ќе можеме да го гледаме од колку што е можно порана возраст. Тоа беа некои наши предуслови, сакавме нели со добра здравствена состојба, иако морам да признам дека никогаш не знаете нели што ќе се активира од позадината на детето во насока на кога ќе почне да се развива. Колку е помало детето, толку нели не знаеме да можеме да предвидиме што и како. Значи, сепак сите прифаќаме дека ќе земеме дете кој што има одреден здравствен ризик, но и ние го имаме тој здравствен ризик. Сите од нас. Така, и нашите деца.
Дефинитивно, но не бевме спремни да чуваме дете или да гледаме дете кое што има во тој момент идентификувано одредена здравствена потешкотија која што ние како луѓе не можевме да ја носиме. Знам дека тоа е многу тешка позиција и бевме свесни за нашите ограничувања и тоа воопшто според мене не треба да се чувствуваме виновни кога такви некои мисли или ограничувања ќе дојдат во предвид затоа што е битно и кога го соопштуваме тоа до Комисијата за посвојување да знаеме. Сега јас имам дискусија околу националноста, да бидам искрена, мене воопшто тоа не ми е битно. Но има некои луѓе кои што им е битно. Мора да признам, или е битен полот. Мене воопшто не ми е битен полот. Тоа се некои категории кои што искрено да ви кажам со кои што можам да се носам, но мора да знаеме дека колку повеќе ги ограничуваме критериумите за избор на дете, толку подолго и чекаме и толку подобри услови. Така е, си ги стеснуваат шансите. Така да според мене и според нас здравствената состојба во тој момент, онака како што оценета од медицинската екипа на комисијата, беше многу битен момент. Вашата ќерка Милица сега има 8,5 години. Да. Колку месеци имаше кога ја посвоивте? Таа имаше 3,5 месеци кога ја посвоивме. Да. И како изгледаше тој момент, првата средба, кога ја зедовте во раце? Се почувствувавте ли веднаш како мајка вашиот партнер, како татко? Супер што го носите ова прашање. Прво, како денес се сеќавам на таа прва средба. Бев толку возбудена, не знаев, ми зборуваат од сите страни, јас ништо не регистрирам, се гледаме со сопругот како да сме паднати од Марс. Возбуда во срцево си го чувствувам тука, во вратот си го чувствувам, одеднаш гледам едно бебуле со портокалова косичка која излегува во прегратките на една прекрасна негователка, во една виолетова бенкица, нежна како кадифе, мека. Јас само така како да земам некој скапоцен дар, мора каква убава прва средба. Како да ми даваат нешто најскапоцено на светот. Ем преплашена како ќе го држам, ем возбудена дали ќе сака да биде кај мене. И мора да ви признам дека во таа прва средба како мајмунче се закачи за мојот сопруг. Еве, не за мене, туку за мојот сопруг. И кога го фати со рачињата, кога му легна на гради, кога почна да му се лигави, тука застана, се стапи се, едноставно не знаеше што да прави во тој момент. Баш беа клештени, закачени, не знам, и тоа беше многу убав момент. Јас така бев ослободена затоа што навистина е богатство да има, гледам во тоа дека убаво е кога и не има нас двајца во тој момент. И после ми дадоа да ја пресоблечам. Да ви кажам искрено, ја бев збунета до даска и ден-два не можев да си дојдам при себе, како и сите мајки, кога нели одма се соочуваат со таа улога дека треба сега да бидат добри мајки, јас појма немав искрено, толку бев збунета, бев падната од Марс. Да не беше мојот сопруг малку порационален да го грабне детето, да земе, да го. Јас бев како бил, како китка, се праш, што правам, што ќе правам? Ако плаче, како ќе го задоволам, нели? Ние жените имаме најверојатно така сме воспитувани секогаш да бидеме реактивни и први во негатив грижата за децата и веројатно тоа се актуализираше во тие први моменти, но имав поддршка и ми дадоа простор да се стабилизирам и после љубовта сама си дојде. Као кај сите родители, така се развива и љубовта и со детето кое што нели сме го посвоиле. Не гледам голема разлика, морам признам, после ги прашував и родителкиве или мајкиве кои што имаат нивно дете, рекоа, нека не те лаже онај моментот, као паѓам во несвес, за некој да, ама си сваќаш колку ствари си збунет, исплашен, нели не знаеш како да реагираш, тотално без компас, исти бевме и ние. Радмила, добивте некакво родителско отсуство како жените кои што се породиле, што добиваат породилно отсуство? Имавте ли некакво родителско отсуство за да се адаптирате вие на детето, детето да се адаптира на вас? Како изгледаше тој процес? Значи, ние имавме процес на прилагодување од некои 2-3 месеци, каде што детето седи кај нас и практично не следат и гледаме дали можеме да си кликнеме со бебушот и со детенцето. Мислам, како може да не знам, едноставно за 3 месеци чуда се случуваат. И во тој момент мора да признам дека најголема горчина и лутина ми беше тоа што ни дадоа многу мало
породилно отсуство. Она беше 3,5 месеци, значи до нејзини 9 месеци. Значи можете да замислите дека родителите, замислете, ако е поголемо од 9 месеци, не ти даваат никакво отсуство за прилагодување. Што е сигурно огромен проблем. Огромен проблем. Како инаку ќе се поттикнете и како ќе посвоите дете, кога едноставно во тој момент, без никаква подготовка од 9 месеци, вие морате да оставите работа, да реорганизирате работно место, да се снајдете, да обезбедите помош и поддршка. Значи, тоа е еден таков урнебесен момент, да 3,5 месеци, јас искрено да ви кажам, веднаш се почувствував виновна, затоа што морав да продолжам на работа и добро е што мајка ми и благодарам многу што таа само кога да очекала овој момент. Логистичка поддршка се ама кога да го чекала овој момент и онака толку убаво ми дојде да јас не ја почувствував таа вина толку многу, ниту пак мојот сопруг, но мора да ви кажам дека тоа е огромен проблем. Тоа зошто да не се дава комплетно породилно отсуство како што е кај сите родители, без разлика дали детето е 7 години на 7 години посвоено или е на 3 месеци посвоено. Вие посвоивте уште едно дете на 18 месеци. Така. Значи беше поголемо и токму минавте низ ова сега што го раскажавте. Во кој момент донесовте одлука дека е време за второ дете? Па ние да ви кажам, право уште после 2 години од доаѓањето на Милица, рековме сега, што очигледно беше дека јас не се подведувам на таквите тортури, а се уште имавме потреба да бидеме родители, значи имавме место уште за едно, уште за две, нели, некако се чувствувавме спремни. Поднесовме уште веднаш, но мора да признам дека тоа беше преуранет чекор и веднаш ги повлековме документите до моментот додека не бевме спремни да поднесеме документи. И сега овој пат кога станува збор за второ посвојување, работите одат побавно, затоа што моравме да смениме согласно категоризацијата стан, да купиме нов стан, да опремиме стан, затоа што квадратурата по човек не можете да ја најдете на никое друго место освен во барањата на посвоителното семејство. Како изгледа тоа? Па не знам, едноставно како секој да има палата сама за себе. Се смеам, но многу семејства израснали во многу потесен простор, со многу повеќе љубов, па тоа не е секогаш пресуден момент, критериум. Но еве, ние 2 години се бавтавме со тој момент да организираме простор, да земеме, да го повикаме. Искрено ви кажам, ние веќе тоа се случи во текот на пандемија и ние се откажавме. Рековме ова последна година ќе биде, значи не можевме веќе и немавме сили, веќе не се чувствувам, мора да ви признам, физички способна и до толку слободна да можам да гледам дете, а па не пак некој новороден, че немаш шанси за тоа. Мора да ви признам дека отпорите овој пат беа уште поголеми, затоа што минатата година беше исклучително тешка за нашето семејство и Марко дојде токму во моментот кога ние се давевме со сите процеси што се случуваа околу нас и навистина беше многу тешка ситуација. Но пак ќе го спомнам мојот прекрасен партнер, сопруг, кој што не знам како би го направила сето ова без него, кој што кажа: слушај, ова е период на адаптација, ајде да видиме дали ќе се адаптираме како семејство. Милица веќе беше возрастна, она исто имаше доста така отпор кон целиот процес и процедура, но си дадовме сите како семејство, ајде да си дадеме месец дена да видиме како ќе функционираме ние со Марко. Мене веднаш ме олекна, а и самиот факт дека најдовме веднаш градинка, така да благодарам и на градинката што веднаш не прими во тоа време, затоа што јас навистина не знаев како ќе можам да го чувам детето 8 часа и ќе му обезбедам грижа каква што му е потребна. Во тој момент навистина бев во силна борба со самата себе и едноставно само го чекавме моментот. Но Марко едно такво позитивно, радосно, активно расположено дете, има едни такви прекрасни очи и он е еден таков дар да просто невозможно е да не се случи да не се поврзете со него. Да не се поврземе. Иако татко му е повеќе поврзан со него, но гледам сега со текот на времето како поминува и тоа прилагодување, веќе почнува да се врти кон сите и со мене исто така. А добро, на Марко колку време му требаше да се адаптира?
на вас? Ма на него најмалку му требаше да се адаптира на нас, пошто искрено речено ние веќе имавме искуство со посвојување, се чувствувавме многу посилни и способни. Веројатно, а дете кое се наоѓа во убава средина, како може веднаш се опушта се со таква нега и со таква љубов, веднаш му е многу полесно. На почетокот дојде целиот згрчен, на секаков интензивен звук реагираше како да е некаков напад. Многу тешко му падна разделбата од згрижувачката, бидејќи тој беше во згрижувачко семејство, додека Милица ја земавме од домот во Битола. Му требаше време додека да каже, вие се сигурни. Знаеш, имам доверба, можам да се опуштам. Добро е, еве и дада ми, се смееме, и Милица полека нели не реагира, инаку и дадовме дозвола на Милица да реагира како смее да реагира. Многу често кај постарото дете се јавува љубомора. Како ја пребродивте вие? Тоа е многу нормална реакција. Ние прифативме како нормална реакција. Може да замислите, на нас се превртува светот, а не па на едно 8-годишно девојче кој што сваќа дека сега треба да живее со едно дете кој што тотално непознато за него и после исто помината тешка година. Значи на Милица според мене е најхрабриот член на нашето семејство кој што даде дозвола и дозволи Марко се уште да е со нас и некако ја отвори својата душа, веројатно заради тоа што и она го дели тоа искуство да Марко биде партнер in crime заедно со нас, заради тоа што нели никогаш не ја тераме да се чувствува како негова сестра и рековме добро ќе бидеме цимери сите и онака не сме биолошки поврзани, значи можеме да го правиме, градиме животот онака како што сакаме и она да вистина го разбра тоа и е огромна поддршка за нас во прифаќање и во негово добро чувство дома. Ви недостасуваат ли спомени од првите се спомени секако недостасуваат, но ви недостасува ли тоа што не бевте сведок на првата година и 4 месеци од животот на Марко? Не ми недостасува, не ни недостасува, веројатно нимки им недостасува. Ама јас мислам дека ние сме многу склони кон тоа да замислуваме одредени почетоци, да креираме одредени импресии и преку разговорот и диалогот што го имаме во семејството да креираме една атмосфера на саканост, на прифатеност, на љубов, затоа што од она што ние знаеме дека секој добро се грижеа за нив додека да ни ги дадат во нашето семејство и она што ние знаеме е дека многу е битно, пошто гледам многу панда нели заедно со Марко и со Милица, како викаше во вториот дел таа овцата на пандата, вика не е битно што си бил, битно е што ќе бидеш или битно е што сакаш, што избираш да бидеш. Така и со нив, значи тие недостатоци не би ги рекла дека се недостатоци, тоа се некои чувства, затоа што се јавуваат во превербалниот период и они доживуваат и осеќаат како им било тамо. Јас знам дека они биле згрижени, дека добро се грижеле за нив пред да дојдат во нашето семејство. Вашите деца знаат дека се посвоени? Мислам дека да, Милица секако дека знае, а со Марко си зборуваме отворено и се разговараме, не притискаме нешто сега, се уште е малон. Најдобро е кога ќе се почне веќе, кога ќе почне многу повеќе да навлегува во сето тоа, но он има и едно поинакво искуство за посвојувањето, сепак година и 4 месеци имаше, а Милица беше многу малецка. Но да, отворено се зборува. Сметате дека тоа е важно, да знаат уште од деца дека се посвоени, бидејќи често посвоителните семејства го кријат тој факт. Сметаат дека е подобро да им соопштат кога ќе бидат поголеми. Една од причините за јавување на родителите во рамки на советување родителско за ова прашање, токму за ова прашање уствари, како да му кажам на детето, дали да му кажам, кога да му кажам. Нели, сите чувствуваме одредена несигурност кога треба да ја соопштиме вистината на нашите деца, посебно во однос на посвојувањето, стравувајќи дека можеби ќе не гледаат со различни очи, помалку ќе не сакаат, нели, или дека ќе тргнат да ги барат биолошките или ќе бидат во некој копнеж за биолошките родители. Значи, они кога знаат дека се посвоени, многу
порано ги канализираат тие сите нивни стравови и сите нивни емоции поврзани со загубата или со оставеноста од биолошките родители, и ние како нивни родители можеме да ги многу порано да им овозможиме простор за они да ги изразат. Значи дефинитивно има многу емоции кои што ја држи таа вистина, и со криењето на вистината можеме само да допринесеме да се чувствуваат многу полошо, затоа што веќе кога ќе почнат на училиште, нели, они многу добро знаат, проценуваат и се информираат. Ако не они, тогаш околината знае, памети, и на некој начин ќе ги протурне сите тие информации, и они без јасна размена со родителите, со нас, ќе почнат да си градат некои своји внатрешни, како да кажам, предпоставки и размислување кои што нема да ги проверат со нас, затоа што најверојатно ќе ни се лутат заради тоа што не сме искрени со нив. А сте добили ли некое тешко прашање од вашата ќерка зошто моите родители ме оставиле, биолошки родители? Како одговарате на тоа? Имате спремни одговори? Тешко е да се даде одговор на такво прашање. Знаеш, јас веројатно сум и таква да тешкото не ми е страно и сакам да истражувам. Значи, многу е битно да се следи детето, начинот на кој што го поставува тоа прашање, заради тоа што и целта на разговорот. Значи, кога гледаме дека се фокусира на процесот на оставање, тогаш ние отвараме друга алтернатива, дека не е процес на оставање, туку едноставно дека се случува многу често родителите не се способни, спремни да ги гледаат децата. Значи, зависи колку мистификација ние и колку важност даваме на таа биолошка поврзаност. Ме разбирате, колку сметаме дека е најзначајната, императивот на постоењето на човекот, од кај потекнува, од каде доаѓа, зошто е тоа толку битно? Битно е, се согласувам, но исто е битно и каде си сега, како се чувствуваш, значи како се осеќаш во однос на себе. Значи, многу е битно и дали ти гледаш на тоа како отфрлање или е нешто друго. Значи, многу е битно каков свет и каква рамка му носиме ние на детето, за да го разбере процесот низ кој што поминува. Јас многу пати не сакам да ја мистифицирам и сметам искрено дека е големо задоволство да бидеш фамилија со луѓе со кои што не си биолошки врзан. Мене лично ми е големо ослободување. Какви прашања добивате? Добивате сложени? Па добивав кога почна да гледа дека имат мајки кои носат деца во стомаците, ми поставуваше прашање како јас, од каде сум дошла јас, или па ја објаснував дека дека она е дојдена од срцето, од потребата, од желбата, од љубовта, од дека не е дојдена од мене. Значи дека јас не сум ја родила, дека друга жена ја има родено. Често пати донесуваше некои своји желби, сеќавања или во форма на некакви слики дека ја познава биолошката мајка, тоест родител, биолошкиот родител, ствари не е родител. Биолошката мајка би ја рекла, да, подобро. Но јас си велам дека е супер, мислам убаво би било сите да имаме неколку родители. Мислам, неколку мајки. Па ми носише еден пат слика, се сеќавам, во која што вели јас сум била тука со мојата биолошка мајка. Јас викам, добро, и што сте правеле? Значи, колку години си била? Значи, едноставно, покажувам интерес за нејзините истражувања, за нејзините предпоставки, ги истражуваме. Не е лошо да има предпоставки, не е лошо да има, тоа не значи ништо. Ние сме способни да љубиме и сакаме повеќе луѓе. Мислам, нема потреба да се вразуваме за тој концепт дека единствено предани сме и дека единствено биолошките родители ни се родители ни се вистински родители. Сепак, чувствувате ли притисок дека можеби еден ден ќе посака да се сретне со својата биолошка мајка? Сигурно ќе посака. Не еден ден, неколку пати има речено дека би сакала да ја запознае, би сакала да отиде да види каде живее, но ние имаме недостаток на информации и ние не знаеме
нели, што повеќе од тој аспект што системот нас не поддржува да им помогнеме на децата да ја дознаат вистината, дел од вистината за себе. Они ја знаат оваа вистина во која што живеат, но другата вистина не ја знаат, може само да ја предпостават и ние и они. И во таа насока јас сметам дека детето треба да достигне одредена зрелост, за да може, нели, некако повеќе да се разговараат одредени теми, па и потребата да се види и запознае. Но бидејќи сме во неможност на такви работи, често пати децата, имам и такви клиенти кои што доаѓаат се посвоени деца и се заглавени во процесот на барање на вистината за нивното потекло. И тоа е легитимно право да го бараш тоа. Тоа не значи дека ќе отидеш, дека мене некој ќе ме остави или дека ќе отидеме кај биолош. Тоа не значи, тоа значи дека треба да размислуваме да го заштитиме детето на некаков начин од можната повреда што, нели, семејството то првично може да го зададе, затоа што не сите, нели, сакаат да стапат во контакт па со нивните биолошки деца. И тука има отфрлање, нели? Има отфрлање, значи повторно го преживува тоа отфрлање и тоа е можност за нова ретрауматизација и тука мораме да бидеме спремни како семејства, но и да бидеме подготвени како тој процес, нели, може да се случи. Нели? И од каде доаѓа потребата? Зошто му е потребно на детето да го знае тоа? Нели, ние можеме секогаш да разговараме со нив за тие работи. Не мора да значи дека ќе отидеме. Понекогаш е битно они да ги слушнеме само дека сакат да го направат тоа. И да им ги слушнеме нивните предпоставки. Јас мислам дека живее таму. Јас мислам дека оваа жена е можда. Имав искуство на посвоени деца кои доаѓаат и дека јас имав чувство дека учителката е мојата мајка, која што ме родила. Нели? Така. И затоа што, видите, затоа што многу се грижи за мене. Нели? А има, значи, не дека семејството не се грижи за тоа дете. Само што копнежот и потребата тоа дете да најде некаков контакт таму надвор кој што, нели, ќе му врати дел од него кој што мисли дека му недостасува. И сега, ако јас гледам во тоа дека детето му недостасува нешто, а ја не сум таа што ни недостасува, нели, ништо на нас не ни недостасува, тоа значи дека малце ги нагласуваме работите во насока на некаков недостаток. Затоа треба малку да ги воспитуваме и во тоа дека на сите нас нешто ни недостасува, но тоа не значи дека нешто не спречува да бидеме тоа што сакаме да бидеме, или и дека е можна љубов и разбирање со повеќе. Па јас сум имала таква врска и контакт со мојата психотерапевтка. Сакам да ви кажам, не мора да со мојат пријателка, со моја тетка, со моја наставничка. Значи не мора да значи дека тоа е само, нели, мора да биде отелотворено. Значи љубиме на различни начини, се врзуваме. Апсолутно. Радмила, тука ќе пуштим еден блок реклами. Почитувани, останете на Телма, ќе разговараме и понатаму на оваа тема. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зборуваме за посвојувањето како пат до родителството со Радмила Живановиќ, психолог во психотерапика, воедно и мајка на 2 посвоени деца. Радмила, каква е реакцијата, односот на средината кон посвоителните семејства? Колку гордо звучи кога ми кажа мајка на 2 посвоени деца. Супер. Сакам да се идентификувам со тоа. Со оглед на тоа дека средината кај нас стигматизира, и имавте ли поддршка од средината? Најголема поддршка имав од средината, да ви кажам, средината се менува. Например, огромна поддршка имав од родителите, од свекор ми, свекрва ми, од целото семејство на сопругот и од сите пријатели, другари. Мислам, не знам како да ви кажам, да ви опишам колку голема поддршка ние чувствуваме за да бидеме во ова и колку уствари односот е многу опуштен и релаксиран. Веројатно заради тоа што ние многу храбро зборуваме за тоа, не се срамиме од тоа, отворено зборуваме за тоа. Ја дури учителките уште од градинка ги информирам за ситуацијата и слободно ги поттикнувам да зборуваат за посвојувањето како посвоителното семејство како еден вид на семејство. Сега имаме многу видови на семејства
Зошто да се табуизира? И веќе луѓево стварно не стигматизираат толку многу како што порано стигматизираат, дури напротив сметаат дека имаме огромна поддршка за се што правиме, зборуваме и за тоа да едноставно односот кон децата е искако би бил кон дете кое што е биолошки мое, иако искрено да кажам не имам веќе желба за биолошки деца. Потајно не се надевате понатаму дека можеби и на таков начин ќе се реализирате како мајка? Обавезно, на 40 години кога видов што значи да се биде мајка по втор пат. Не сакам да го мистифицирам толку родителството, мајчинството, тоа е толку исцрпна обврска работа, посебно ако си сам, ако треба да ги зорганизираш сите работи, не фала. Значи не фала. Единствено ако се случи од некоја причина, не знам, ама тогаш би размислувала иако не верувам. Не верувам. Радмила, да им дадеме можност на гледачите да се вклучат во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма со некој нивно прашање доколку имаат. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Радмила Живановиќ е гостинка во нашето студио. Радмила, ви се обраќаат ли парови кои што размислуваат да посвојат дете со прашања? До сега, навистина, многу парови ми се имаат обратено со разновидни прашања од моментот на дали сакаме да посвоиме, дали да станеме посвоители или згрижувачи, до моментот на подготовка за прием на детето кое што треба да го посвојат, иако тука постои многу мал простор во кој што, до моментот на како да бидам родител на моето посвоено дете, значи кои се сите тие стравови и ризици кои што ги носам во комуникација, контакт и релација со моето дете, значи буквално до она да најдам некој, да се слушнам само, да знам дека не сум сама во ова и дека има позитивни примери, дека не е толку страшно како што си замислувам дека е. А им советувате ли некаква психолошка подготовка пред да се одлучат на еден ваков чекор? Па би требало да имаат, заради тоа што процесов бара многу. Би требало да има, да. Значи, само што моментално сервисот кој што не им дава до толку таква поддршка каква што, мислам, тимот е прекрасен, но не секогаш има можност да даде соодветна подготовка и поддршка за влегување во процесот на посвојување. Радмила, ти благодарам за денешното гостување што проговори отворено уште еднаш конкретно во магазинот за родителство 0+ месеци на оваа тема и верувам дека ухрабри многу луѓе кои што се соочуваат со стерилитет да размислат и во оваа насока, бидејќи како што споменавте, почувствувавте големо олеснување кога донесовте оваа одлука и верувам дека посвојувањето ве промени како личност. Посвојувањето ми е најголем, life changer, најголема промена во животот што навистина не облагороди и не направи многу подобри луѓе. И за себе, ама и за другите. Мора само да додадам на крај дека во следниот период во рамки на програмата за психолошка поддршка на психотерапика ќе нудиме можност за посвоителите родители советување во рамки на одредени отворени работилници за самиот процес и за некои прашања поврзани со процесот. Во продолжение на емисијата ќе следува еден прилог, верувам дека Радмила и тебе ќе те заинтересира, се работи за брзи и лесни детски оброци кои што може да се адаптираат за целото семејство. Се подготвуваат, Радмила, за 5 до 10 минути, тоа ни беше главната идеја. Во наредните изданија на 0+ ќе може да ги видите авторките на Бебе готвач, Ирина и Елена, како приготвуваат одредени рецепти, потоа Весна која што стои зад блогот Вкусни приказни и еден татко од Австралија, Џорџ Георгиевски, кој што е навистина многу познат во Австралија, има објавено и еден готвач се нарекува Lunchbox, кој што е број 1 по продажба таму, бидејќи се работи за школски оброци кои што многу лесно се приготвуваат. Денеска ќе ја погледнете Ирина Наков од Бебе готвач со предлог до вас како да направите еден овошен, домашен сладолед за деца. Погледнете.
Добар ден. Добре дојдовте во мојата кујна. Јас сум Ирина Наков, една од авторите и коосновачите на Бебе Готвач. Со Марија имаме долгогодишна дружба и многу ми е мило што повторно можеме да бидеме дел од оваа прекрасна емисија 0 месеци плюс на Телма. Сега во едно малку поинако светло и денеска ќе готвиме од нашата книга Бебе Готвач. Бидејќи сега е сезона на смокви, сакав да направам нешто многу брзо и многу лесно, нели бебешките рецепти секогаш се предвидени да се брзи и лесни, затоа што едноставно родителите немаат многу време за поминување во кујна. Сега е сезона на смокви, ќе правиме овошен сладолед со кокосово млеко. Тоа ни е категоризирано во 10 месеци. Значи може да се јадат смокви, може да се јаде сладолед и секој бебе може во овој период се уште додека се топли деновите да ужива во еден убав десерт. Сето ова е брзо, користиме една банана, 2 смокви, поголеми. Јас имам малку помали смокви денеска, затоа сакам да ќе употребам неколку. Повеќе сакам сладоледот да има вкус на смоква, отколку да преовладува бананата. За овој сладолед сакам да ги излупам и покрај тоа што се сега меки, нели, сочни и благи. Оваа зелена лушпа конкретно на овој сладолед му пречи, бидејќи сепак се чувствуваат оние остатоци од лушпата. Користиме блендер. Доколку имате поголеми смокви, може да употребите помалку, овие се малку поситни и затоа ќе ставам повеќе. Значи нешто брзо, што верувам дека доколку имате и малце поголеми дечиња, ќе сакаат да седнат до вас и да ви помагаат. Тоа е случајот со моите синови, обавезно кога се блендира нешто, кога се прави сладолед или шейк, пудинг, обожаваат и секогаш се тука покрај мене, едниот стои, другиот седи горе на кујната, верувам дека на сите тоа ни е многу добро познато. Значи имаме една банана, неколку смокви, свежи, со суви смокви не се постигнува истиот ефект. Користам домашно кокосово млеко, кое што го правам сама. Во нашата група Здрава храна, здрави деца имаат доста членови постирано и многу рецепти како се прават овие домашни растителни млека. Во овој рецепт во книгата имаме јагавен сируп, меѓутоа јас вчера јадав смокви и се многу благи. Бананата е блага, па не би сакала да го преоптоварам. Смесата за сладолед е готова. Доколку имате калапчиња, може и да користите калапчиња, може и во пластична кутија, па да црпите со лажица за сладолед. Значи, изборот е ваш. Секако оваа смеса може да биде и потечна. Овие рецепти се значи некоја насока за подготовка на овие бебешки десерти и храна. Секогаш сме подложни на адаптации. Еве јас сега не ставив за сладолед затоа што сметам дека овие смокви се премногу благи. Може ако сакате да употребите повеќе млеко и да биде потечно. Вака подготвениот сладолед стои во фрижидер 24 часа, а по 24 часа децата и возрастните секако се подготвени да го дегустираат. После 24 часа сладоледите се готови за конзумирање. Доколку користите вакви калапчиња за сладолед, добро е сладоледот да го полете малце под млака или топла вода, подобро да излезе. Јас тоа веќе го имам испробано. Имате вкусен домашен сладолед од смокви и банани.
Одличен овошен десерт за вашите деца, особено за оние кои што не сакаат многу да јадат овошје, начин да им дадете еден микс од разни овошки и при тоа да уживаат во тоа. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Гледајте не секој понеделник во 12:45 на Телма. До гледање.